Значи, како му влеговме со овие политиките, човек на момент ќе помисли дека почнува разлика да прави. Само го веќе се лажи. Ама знаеш што ме бендисва? Бендисва фактот дека почнува малце од малце барем речнико се менва кој се збора јавно. Во смисла порано сите велеа ќе направиме. Ветуваме спортски центри, ветуваме ова, ветуваме, ќе направиме вака, така ќе направиме ова, ќе направиме се ќе. И вчера го седнав да јадам случајно телевизорот пуштен и сега излегва некоја реклама, си викам ајде да видиме што ќе биде година. Ама нема поќе ќе. Сега знаеш што е главниот збор? Предвидувам. Ја мајката. Значи некако магично преку ноќ се направивме Баба Вања. И се ги слушаш, нема поќе ќе се ти вели. Овде предвидуваме базен пример. Овде предвидуваме ова. Дури на момент да се запрашаш, политика слушам или временска прогноза. Оти некако така иди муабето и тие на временската прогноза предвидуваат дожд. Дали ќе заврни или не знаеме. Така сега и партите почнаа предвидуваме дека ние ќе направиме. И се дали ќе направиме или не правиме, не можеме да знаеме. Шубо мајката. Одговорност никаква се нема нигде. Го хакнавме систем. Нема поќе да се ветува да не се препа да биш крив, сега се предвидува. Дали ќе испадне или нема да испадне никому ни. Иако за така сите можеме да предвидуваме нешто. На пример јас ако речам сега предвидувам шпица за некоја секунда, знаеш дека е така, оти шпицата стално иде. Направена. Јас лично направив и да речам ќе има шпица и предвидувам шпица, пак сум во право во двата случаи. Од работата е сработен. Ма на крај на денот знаеш како? Кој ме праша име? Така што дај да ви удрам шпицата и во меѓувреме да размислам за што сакам денес да правам муаветот и од политика до овде ми дојде. Ајде бате, пуште. Си велиш, ај нема да зборам за политики, ќе зборам за нешто весело. Вртиш по фейсбуци, по инстаграми, по тиктоци, по телевизија, нема весело брат. Значи нема депресија. Дојде есен, почнаа лисијата да паѓа, депресија. Лисијата паѓа, веднаш после македонски идол. Флешбек ме маа. Да зборам тоа што се буните во возењето кое заврни пошто си стури денојве. И то го правевме муаве. И уште 200 пати да го правиме муаве, па на крајот ќе биде кој те праша. И сега не викам дека есента е грдо време. Преубо ако земиш вака да го гледаш. Да си затворен во некоја куќарка од дрво негде в планина и да ги гледаш различните бои на листопадната шум. Внатре каминот запален, некој ти има дојсено, ти има насецкано, нацепкано дрвциње. Ќе си опотпалиш, ќе си клаиш поголеми да си гори, да си тлеј. Или уште поарно да имаш некој да ти клаич да не се валкаш у бајна. И ти ќе си пиеш чајче, нешто топло, чоколадо, шо да и ќе си гледаш низ џам. Убаво е така го размисли човек. Ама не ни е таква реалност. Реалноста ни е заврна бате. Прво и основно, кој стигна в кола влезе вака гужви? Не нема кај поминиш, нема кола кај да остеш, ништо нема. Па особено па ако се погоди пазар. Јас не знам, 21 век. Секој ден сегде има се. Оти мора да биде вторник и пето. Порано се знаеше оти мора да биде. Оти некој мораше да собери шо има и да дојси тука и само таму имаше кај да купи. Денешно време море сегде има се. И мора да излезиш ти во вторник или во пето. Боже! Да нема игла кај да фрлиш. Шо уште појако. Шо во другите денови можеш да кога сакаш од савајле до вечерта се работи, само за пазар работат до одредено време попладнето, тогаш сите одат, тогаш мора гужвата се, тие во гужвата треба да излезат. Треба да се видат кој е кај во гужвата, иначе ако оди во друг ден некој бош време кај што нема гужва џабе ошо. Аман ти се мол. Гужва му е мајка. Оти во гужвата е јакото. Како помлад сакаш дојш кај што има журка во гужвата, внатре да се напикаш кај што се си. Кој си постар сакаш дојш на пазар во гужвата, се напикаш кај што се си. Знаеш како може и не би имало гужва, кога сите што одат да купат, би одели, би купили, би заминали. Ама не. Како така да одиш и колку е ова, толку е нати и парината и пријатно. Не бе, бате, тука треба се разврзи муаве. Тука треба кај си шопреш, тој од то село го знаеш, тој ова од ваму го памтиш, ако не со тепат тие муавети дено како ќе помини. Па тука трач рубрика да падни, па овај ти текнува, овај шо направи, знаеш онај шо виде таму на баба ми, дедо му, сестра му. Па ќе ош дома, па треба да раскажиш та трач рубрика. Ти се мол. Се ги речиш, добро, ај на пазар има гужва, немам на пазар, нема врскава. Кај сакаш оди има гужва кога е пазар ден. Оти ќе речи, оти пензионер не излегва од дома, тој само на пазар да купи што му треба и да се врати. Не бе бат, нив му треба луѓе за муа. Пошто младите сите сме негде растрчани, не можеме крај со крај да врзиме, по 200 работиме, немаме време за ништо. И кои си дојме дома, сакаме да си се видиме со жената, со децата, со кој да е, разбираш, да здивниш малце, да си легниш од утре, па треба работа.
Дарно, ама повозрастните се учени сите во едно сопче живеат заедно. Ти треба денес цел ден со нив да го поминиш, оти ако не го поминиш цел ден со нив, готово. Крај на светот дојде. И пошто новите генерации не го врват така времето или живеат башка или едноставно немат време, си седат по собите и така натаму. Не се сите собрани кај ќумбето. Се на пензионерите му треба муавет. И тој ќе дојди пазар ден, ќе си се дотера и ќе си уфати пат. Демек дојда на пазар и нешто. Арно, ама успат ќе си застани сегде по продавни, по тезгите. Кај матичната, без матичната нема врвење. Нешто нема врвење, овие матичните помотно можат психолози да ги пишат. Дипломи да му дат директ. Кој влезе испод еден сат внатре, јас не знам шо муавет прат толку. Шо му е гајле на докторката, дедо му на сестрата и од брат на внука, шо напред. Не ми е јасно, ама ете, луѓето така, ќе си да си олесни душата, бе. 5 минути пишат абој, 55 минути муавет да си искористи одењето, да не е џавен, сам ти се мол. Па на флизер ке помин. Дур прошета сега, дур испраша сите кој како зошто до 600 колен. Па ќој на пазар. Па 2 дена ќе се ценка за цената. Аха, јаболката вчера веа 60, денес се 70, оти се денес 70, вчера веа 60, да не веа денес поуве од вчера. Значи таа е цената, бе, бате, ако ти чини. Ако не ти чини, си посадиш една болкница и ги се ја бери. И сега разбирам дека тој е тој шмек од на времето што е остана, дека сега јас тука сушерет ќе направам и ги ја пуштат цената. Арно на времето иделе тие што ги правеле стварите, што ги береле јаболката, што ги саделе нивите, што ги береле плодоите. И него ќаро му е толку колку што тој ќе го одреди. Затоа бе и цените пониски, затоа и можеше да се исценкаш, затоа пазар се вика, да се испазари. Арно денешно време 99,9% луѓето таму се прекупци. Тој ако го земи 60 денари, ти нагла се намести 60 не ти го дава, тој мора некој ќарди. И ако му покачат него утре цена, нормално дека и тој тебе ќе ти покачи, тој не знае дали се поарни или не се. Какви му ги дават по таа цена, по таа цена. За тоа што во светот обично луѓето одат со 10-20% ќар, а кај нас се оди со минимум 100-200% ќар, тоа е друга работа. И тоа треба да правиме муавета, мај сега да не ја правиме ептен работата. Оди тешка тема и битно ќе ти дојди некој господин вака и ќе застани, ќе се ценка ползат вака беше, така беше, онака беше, дај ми, не ми давај од овде ќе земам, од онде ќе земам. И ти ако си зад него, уште ако ти се полни рацете, вака го токмак стоиш и чекаш да си го допре муавето за ти да прашаш колку е од култура, пошто нели те воспитва. Со здравје си го носиш, бате, што ти рече. Значи ако случајно имаш некоја работа што мораш да ја завршиш и се погоди пазар ден, со здравје си го носиш, ќе си значекаш, батуле, иш да не ми се секире. Ќе в маркет 5 километри редици ќе чекаш. Ќе на пазар 5 сати муавет ќе чекаш. Ќе во било која институција на шелтер. Таму па ич муавет да не правим. Таму ако мора да одиш на пазар нешто сака нека си почекаш. Кај матичната којш рековме, ќе си значекаш. А таму барем ќе слушниш некоја животна приказна за некои луѓе што немаш појма ни кој се ни кај се нити ќе знаеш некој. Битно ќе ги прежалиш, ме сваѓаш. Уште поаго ќе видиш ен човек ќе речи: "Оре нема гужви, супер, сега ќе седнам, ќе заврши тој, ќе јас ќе ми пишат лекој." А нема проблем, батуле, за тебе. Еден човек, еден сат. На шалтер побрзо ќе завршиш работа. Знаеш како? Кој те праша, батуле? И тоа е кај да тргнеш ќе си чекаш. Пешки ќе си чекаш, по улици ќе си чекаш, по паркинзи ќе си чекаш, нема игла кај да фрли. Платено, не битно. И во другите периоди од годината ако чекаш, барем ќе можеш да отвориш нешто Instagram, TikTok, Facebook, ќе гледаш нешто, ќе ти врви време. Есенва ни тоа не можеш да направиш, кај да отвориш некоја политика излегва. Уште почнат сега предвидуваме дека ако победиме ние, вие нема да чекате повеќе. Нема грешка, батуле. А јас како што предвидов шпицата, сега ќе предвидам еден крај на епизодата. Да сте за денес. Не е убаво човек и да претера. Знаеш како многу материјал ќе се собери, некој ќе треба го монтира. А тој некој во гужва. Како беше она во гужва сум ќе те барам. Така што толку од мене за денес. Избегнувајте гужви. Поздрав, имајте убав ден.